Почитувани, покрај сите предизвици и потешкотиите со кои се соочивме во изминатите 3 години, останавме на трасираниот пат и градиме поубава и посигурна општина. Си поставивме високи цели и со многу енергија, ентузијазам, идеи и визија тргнавме во трајно решавање на најелементарните, најгорливите проблеми на каменичани. Наша определба беше и останува изградба на патна, водоводна и канализациона инфраструктура во секое населено место во општината и денес со огромно задоволство изјавувам дека во најголем дел од овие прашања се затворени или ќе бидат во годината пред нас. Македонска Каменица е синоним за урбана средина и најзелен град во државата. Инвестициите во образовните институции во последните 3 години се рекордни и го креваме воспитно-образовниот процес на највисоко можно ниво. Нашите спортски клубови бележат врвни резултати, а каменичките културни манифестации се магнет за илјадници посетители од земјата и странство. Општина Македонска Каменица и локалните институции и предпријатија реализираа повеќе од 250 проекти кои директно придонесуваат за поквалитетен живот на нашите граѓани. Нашиот град има нов спортски комплекс, еден од најубавите спортски комплекси во Македонија, со ново изградена пристапна улица до истиот и обезбеден паркинг простор. Изградена е регулација на долното течение на река Каменичка, а градскиот кеј е комплетно осветлен. И изграден е нов пешачки мост, имаме проектна документација за уште еден, а работиме на поставување на нова урбана опрема на овој простор, со што ќе добиеме преубава зона за спорт и рекреација на нашите сограѓани. Поставено е ново осветлување на влезовите на градот и кон Делчево и кон Кочани, изградивме нова кула за рана детекција на пожари, прва ваква во Република Македонија. Ги завршивме улиците Церска, Миле Јаневски, Джингар, реконструирана е улица Осоговска, изградена е улица ново проектирана, завршени се пристапните улици во индустријска зона, асфалтиравме локални патишта до Букерско мало, во Грчка мала, во Македонска Каменица, до мала Албанци во село Тодоровци, Дракарска мала во село Луковица, Дугри и Катанци во село Дулица, до мала Карамфилци во село Цера, Чубанско мало во село Костиндол, асфалтиравме и во село Моштица. Изградивме нови паркинзи, пешачки патеки и тротоари на повеќе локации во централното градско подрачје. Подготвена е комплетна документација за нови локални патишта во селата Косевица, Цера и Саса, како и за поврзување на руралните средини. Нова водоводна канализациона инфраструктура во руралните средини се врвен приоритет. Изградивме нови водоводни канализациони мрежи во делови од селата Моштица, Луковица, Саса, во индустријската зона, во малите Тепегјовци, Ковачевци во Македонска Каменица, нова филтер станица за село Дулица и Стара Каменица. Ветивме енергетски независна општина и веќе поставивме фотоволтаични системи во дневен центар за лицата со посебни потреби, на Дом на култура, куќата на спортот на Основното училиште Свети Кирил и Методи. Со поддршка од државни и меѓународни фондови ќе ја продолжиме оваа тенденција и инвестициите во проекти од областа на енергетска ефикасност ќе продолжат. Започнавме со реализација на нов проект за сообраќајна безбедност за поставување на нова хоризонтална и вертикална сигнализација и истиот во текот на 25-та година ќе биде завршен. За потребите на дневниот центар за лица со посебни потреби набавивме ново специјализирано возило и истото веќе е ставено во функција и од огромно значење за оваа категорија граѓани. Исто така обезбедивме биохемиски анализатор, дигитален рентген и возило за потребата на здравствената станица во Македонска Каменица. Преку јавното предпријатие Камена река реализиравме повеќе од 600 помали проекти и активности и речиси да нема каменичко семејство, кое директно не ги почувствува бенефитите од безпрекорното функционирање на предпријатието. Нашите образовни установи, детската градика Баби, Основното училиште Свети Кирил и Методи, Средното училиште Миле Јаневски, Джингар, заеднички реализираа над 60 значајни проекти преку кои се овозможуваат подобри услови за престој на дечињата и учениците, поквалитетен воспитно-образовен процес. Во детската градинка Бамби набавени се нови инвертер климатизери, нови телевизори, нови плакари, столови и маси, индустријска машина за перење, нов индустријски фрижидер, комплетно реновирана кујна, нови тоалети, внатрешни дрвени се замените со нови алуминиумски врати. Градинката е комплетно надворешно осветлена со рефлектори. Основното училиште има нова водоводна и канализациона мрежа, нови санитарни јазли. По повеќе од 20 години целото училиште е комплетно внатрешно обелено, а доби нови акрилна заштита сива боја. Целата внатрешна столарија во училиштето е замената со нова,
Старото неонско осветлување е заменето со ново LED осветлување, поставени се нови фотоволтаични панели, еден кат од училиштето има нова електрична мрежа, набавени се нови маси столови, 18 нови смарт табли, поставени се и 50 нови инвертер клима уреди. Средното училиште има реконструирани тоалети, реконструиран влез и нов под во две училници, набавени се околу 50 нови лаптоп и персонални компјутери, 7 интерактивни панели, нов училишен мебел, отворен е нов просторен медиатека, нови вариолајт завеси и заменета е оштетена столарија на дел први кат во училиштето. Општина Македонска Каменица реализираше значајни проекти во областа на дигитализацијата на општинските услуги. Рекордери сме по доделени социјални помошти, финансиска поддршка за новородени деца, финансиска поддршка за ученици и студенти, за еднородителски семејства, поддршка за стари изнемоштени лица и слично. Во делот на културата се работеше на реконструкција на оштетен дел од кров на Домот на културата, на поставување на нови инвертер клима уреди, реализирани се многу концертни активности, театарски представи, кино проекции, драмски и сликарски секции. Обезбедена е континуирана поддршка за КУД Вера и ОЦИК. Од општинскиот буџет се одделуваат значајни финансиски средства за поддршка на спортот и каменичките спортски клубови кои пак се достоен репрезент на Македонска Каменица и освојувачи на бројни титули. Почитувани, наша најголема заложба е да изградиме општина во која ќе се живее поубаво, полесно и посигурно. Ќе ги завршиме ветените инфраструктурни проекти и веднаш ќе се насочиме кон реализација на проекти за младите. Приоритет ќе ни биде реконструкција на здравниот дом, реконструкција и изградба на нови содржини на градскиот базен, нова општинска зграда, инвестиции во проекти за енергетска ефикасност и подобрување на визуелниот лик на градот и создавање на ултрамодерна општина. Продолжуваме силно и посветено затоа што сите наши жители заслужуваат подобра иднина.